Почнав да свирам прилично спонтано на 14 или 15 години. Татко ми имаше пријател кој даваше приватни часови и ми предложи да почнам да земам часови. Јас не бев нешто многу заинтересиран, немав некоја посебна желба, бидејќи предходно немав директен контакт со музика, немаме во фамилијата некој што свири некој инструмент и прифатив чисто за да пробам да видам дали може да е интересно хоби. На почеток кога почнав да свирам, значи тоа беше од прилика 2006-та. Тоа всушност YouTube како платформа се појавува на интернет. Во 2007-2008 таму веќе почнува да се појавуваат гитарски видеа. Јас како тинеџер ми беше интересно да видам што се објавува. Учев од некои од тие гитарски видеа таму и ми беше интересно да пробам да објавам и јас видео. И немаше тогаш опрема, немав појма на некој начин како се креираат овие видеа. Првото видео ми е во 2008. Во тој период не бев нешто многу активен, од време на време, кога ќе успев да го земам мобилниот од татко ми или мајка ми, пошто немав мобилен со камера. И постирав едно видео на 2 месеци, на 3 месеци можда. Потоа станав посериозно почнав да свирам и почнав да објавам почесто видеа. Од прилика во 2015 или 16 решив дека сакам да објавувам еднаш неделно видео. Значи во периодот 2008-2015 немаше некоја заинтересираност за моите видеа посебно. Почнав едно видео неделно да ставам и досега, значи 6 години се поминати. Моментално објавување видеа на YouTube ми е единствена работа и за да почнеш да заработуваш, барем за Македонија, од прилика ти требаат некој 1.000.000 прегледи месечно. Претходно работав напоредно примарната работа и YouTube како втора работа, тогаш, да речеме, имав од прилика 400, 500, 600 илјади прегледи месечно и тоа е доволно можеш да заработиш како за втора работа. Над 1.000.000 прегледи, ако видеата ти се гледани во странство, значи моите видеа во Македонија не се многу гледани, ама во странство, значи има преглед, во главно има прегледи од Америка, од Бразил, од Јужна Америка, да речем, Јапонија, Австралија. Ако ти се гледани видеата таму и надминиш 1.000.000 прегледи, веќе може да почне да се заработува за како примарна работа да ти е објавување видеа. Надвор почнаа да ме гледат бидејќи објавував видеа лекции во главно за странски бендови, што е нормално да речем. Првично објавував лекции за видеа на Red Hot Chili Peppers бендов и луѓето што сакаат да научат некако стигнуваа до моите видеа. Искрено и јас не знам како, ама најверојатно им се свигаше начинот на кој што ги покажувам видеата. Не зборувам во видеа, само свирам бавно и ги покажувам нотите кои ги свири гитаристов. Најмногу гледаност добив на видеото за солото на Хотел Калифорнија, над 3 милиони прегледи. И тоа видео всушност го започна побрзиот раст на каналот. Значи покрај YouTube како еден прилив на средства за да можеш да се одржуваш од објавување видеа, се препорачува, да речам, луѓето што го прават, што се експерти во, препорачуваат да имаш и друга платформа каде што гледачите од YouTube би те поддржувале финансиски за да можеш да продолжиш да објаваш видеа на примарнава платформа. Значи Patreon е платформа каде гледачите на YouTube добиваат некои екстра услуги на Patreon како со финансиска поддршка. Значи на Patreon ме поддржуваат финансиски и добиваат нешто екстра што го нема на YouTube. Значи во мојот случај нотите кои ги објавувам јас под видеата на Patreon имаат можност да ги даунлодираат и да ги испечатат за да не се враќаат на видео. Исто на Patreon нудам и приватни часови 1 на 1. Во мојот случај специфично не заработувам ништо од Instagram, чисто го сакав да пробам маркетиншки на некој начин, да пробам дали можам да привлечам луѓе кои не го имаат видено каналот на YouTube, а ме гледале на Instagram, дали можам да ги привлечам тие луѓе од Instagram да дојдат на YouTube. И искрено неам статистика дали некој дошол од Instagram на YouTube.
таму објавувам само популарни песни, не објавувам се што објавувам на YouTube. Да, имам јас некои мои, да речам, оригинални рифови или песни. Јас во главно слушам прогресив музика, прогресив рок или прогресив метал можеме да речеме, и тие мои оригинални рифови би ги ставил во тој жанр на прогресив рок, мат рок. Бидејќи инструменталната музика мора да биде интересна за слушателот, да му се задржи вниманието и мора да има некои такви прогресивни елементи каде нема да прекине да слуша песната после 10 секунди бидејќи нема вокала, а нешто мора и на обичниот слушател да му го задржи вниманието. Македонски песни немам, бидејќи мислам дека македонскиот пазар и општо музичка сцена нема некои гитарски песни кои би биле интересни за публиката да ги научи. Моментално сум задоволен со ова што го имам на YouTube. Во иднина немам некои посебни планови, чисто само сакам да го задржам континуитетот што го имам и да продолжам да го развивам се повеќе и повеќе каналов. Моментално немам време, искрено, многу едитирање, многу снимање, многу учење песни, пробувам најточно што можам да ги учам песни и да ги пренесам на гледачите како се свират. Но во иднина би сакал да свирам во авторски бенд, како што беше Fighting Windmills, можеби нешто мое што јас би го напишал, би го смислил. Во секој случај за во иднина би сакал во бенд да свирам, не мора бендот да е популарен, чисто да имаме нешто што сме го напишале ние. Интересно е кај мене што свирење гитара и објавување видеа на YouTube претходно ми беше хоби и тоа ми го исполнуваше денов настрана од првата работа. Но во еден момент кога хобиво ми стана работа, прекинав да имам хоби. И моментално денов ми го исполнува грижење за мојот син, едногодишен син, и од време на време играм тенис. Искрено моментално мислам дека многу од луѓето што свират исклучиво за да се објават на некоја платформа да покажат што знаат, и тоа не е лошо како самото тоа, но мислам дека е многу победно да слушаат, битно е да слушаат повеќе жанрови, да слушаат повеќе музика, што повеќе музика. Ако некој свири или вежба, никогаш да не го прави тоа со некоја задна цел за прегледи, или во мојот случај моментално морам да го правам тоа за прегледи, пошто тоа ми е работа, но првично кога ми беше како хоби не ме интересираше многу дали имам прегледи или луѓе што гледаат, ми беше чисто да ми го исполни денов и да ме направи мене да се чувствувам добро. А немаше никаква задна намера во тоа што го свирам. Значи тоа би препорачал да немаат некаква посебна крајна цел, чисто да го свират инструментот и да слушаат музика за чисто за сопствено задоволство.